Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Трета емисија во 2 дена, во неделата, нели? Политичка анализа, па интервју со нас Разибери. 2 дена после тоа вонредна политичка анализа вас кои се мембари или ја користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтоп. Во неделата, значи до денес, до моментот додека снимаме ова вонредна политичка анализа, интервјуто со нас Разибери 60.000 прегледи. Политичката анализа Македонија лежи на злато, некаде околу 50.000 прегледи. Знаете, кога имате 2 емисии во еден ден, во неколку сати временско растојание, тогаш првата во наводници ја уништува втората емисија. Овде не беше тука случај или не беше тука таков случај. Првата е 50.000, втората 60.000 прегледи. Значи, тоа малку ме охрабрува да почнам посериозно да размислам за проектот Дневна доза на емисијата во Центар. Ке има дали ке има интерес, ке има како тоа може да биде реализирано. Пишете вие некои ваши размислувања, некои ваши коментари, што мислите на таа тема, дали има потреба, дали има простора за дневна доза на емисијата во Центар. Мали коментари, не мора да бидат по 30 минути, 5-10 минути на дневни настани, што ќе рече да функционираме како еден сериозен медиум кој дневно функционира или дневно третира одредени проблеми кои се клучни за Република Македонија, за Европа или за светот. Тема на вечерашната емисија: дали Македонија почнува да личи на Христијан Мицкоски или дали Македонија личи на премиерот Мицкоски. Да, бидејќи и Македонија како премиерот Мицкоски во наводници се кара со сите, се лути на сите и е изневерена од сите, или злоупотребена, или искористена од сите. И кога имате на таква ситуација, тогаш е клучно да нијансирате кој е магистралниот правец, кој е магистралниот проблем и како тоа да биде дефинирано и како тоа да биде решено. И како во квизот квискотека, да, но не е толку битно, така и кај нас кои ќе поставиме сите проблеми, српски свет, и Виктор Орбан, и Русија, и Македонија, и албанци, и така натаму, и преговори со Грција зимето. Клучниот моментум во сегашната политичка ситуација во Република Македонија, бугарите ќе влезат или нема да влезат во Уставот на Република Македонија. И тоа е тотално различно од онаа формулација на Желју Желев и Киро Глигоров, дека Македонија и Бугарија се признаваат меѓусебно, или постои македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија, како што постои бугарски јазик согласно Уставот на Република Бугарија. Сега не е случај, бидејќи сега бугарите во Уставот на Република Македонија не влегуваат согласно Уставот на Република Македонија, туку согласно договорот и францускиот предлог, каде што Република Македонија и Република Бугарија се имат согласено, како гаранти се јават Европска унија, Франција, Германија и Соединетите американски држави. Така што клучен интерес, стратешки интерес на Република Бугарија е бугарите да не влезат во Уставот на Република Македонија. Тие мораат да прифатат бугарите да влезат во Уставот, тоа значи дека има македонци и има бугари во Република Македонија, и тоа го признава официјална Софија или Република Бугарија, бидејќи биле принудени, бидејќи под притисок исто како и ние, тоа го имат прифатено и тоа се залага да биде реализирано, сега прават се Република Македонија да има таква политичка конјунктура во време на СДСМ, еден Зоран Заев, кој доста неумешно ги водеше тие процеси, па дојде Димитар Ковачевски, па дојде Бојр Османи, тие дибидус ги пропасте тие политички процеси поврзани со францускиот предлог, дојде Христијан Мицкоски, се зинати, нема да го прифаќа францускиот предлог со некои дополнителни гаранции, одложени така натаму. Сума сумарум, бугарите во моментот имат единствен стратешки интерес, а тоа е бугарите да не влезат во Уставот на Република Македонија. Тогаш нема бугари македонци, има бугари до 44-45 и македонци после 44-45 година. Значи, тоа е темата на нашата вечерашна емисија. Дали Македонија почнува да личи на Христијан Мицкоски? Да, одговорот е потврден. Мицкоски се спаси на локалните избори, бидејќи на локалните избори всушност беше подготвуван терен не за пораз, туку за дисциплинирање или почнување на процес на дисциплинирање на Христијан Мицкоски, бидејќи апсолутен победник на локалните избори, со намален резултат од 140.000 гласови во споредба со претходната година парламентарните избори во Република Македонија, Мицкоски сепак е победник. 140.000 гласови помалку. Значи, знаете, кога ќе анализирате што се случува на политичката сцена, никој не го поставува прашањето што се случувало внатре во ВМРО-вскиот кампус, бидејќи ние почнуваме од онаа парадигма
или она фиксирана теза дека ВМРО-ското гласачко тело е бетон гласачко тело, дека е фиксно и да врне и да вее и бура да косите и излегот и гласат на било кои избори во Република Македонија. Тога се постава прашањето каде се тие 140.000 гласови. Тоа значи дека внатре во ВМРО-скиот кампус, дали во тврдото ВМРО-ско гласачко тело или во тие центри-петални, центрифугални гласачки сили околу ВМРО-ДПМН, кои го креваат резултатот на ВМРО-ДПМН над 400, над 420, над 440.000 гласови, и тоа почнува тамо некаде од референдумот за територијалната организација, тој референдум или тие протести околу референдумот Никола Груевски 2004 година, тогаш прв пат бројот на излезени гласачи на тој референдум е 440.000 гласови. И некаде до крајот, до локалните избори 2017 година, Никола Груевски повеќе или помалку ги одржуваше тие бројки 430 до 480.000 гласови на сите избори, дали локални, дали председателски, дали парламентарни во Република Македонија. Значи, на овие локални избори нешто драматично се случуваше, нешто драматично ферментираше внатре во ВМРО-ското гласачко тело. Значи, некој работел сериозно, Христијан Мицкоски, со таков слаб резултат, да не биде апсолутен победник на локалните избори. Ако Мицкоски не беше апсолутен победник на локалните избори, на Конгресот за 10 дена ќе можеше да биде сешто на Конгресот на ВМРО-ДПМН во Квадрци. Од сегашна временска дистанца, Мицкоски, исто како 2021 година, кога имаше Конгрес после победа на локалните избори, успеа да добие нов мандат на чело на ВМРО-ДПМН. И сега Мицкоски ќе се спаси и ќе остане плюс 4 години на чело на ВМРО-ДПМН. И сега ребусот пред странците, пред меѓународната заедница ќе биде дали да се чека 4 години и некој нов лидер да дојде на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи Мицкоски ќе го искористи третиот мандат на чело на најсилната политичка партија во Република Македонија, или во овие 4 години да се засили притисокот врз Мицкоски со некој дополнителни олеснувања, бонуси или без било какви промени да бидат усвоени уставните измени во Република Македонија. Високи функционери на ВМРО-ДПМН во изминатите неколку месеци, посебно во текот на летниот период кога почнува оној процес на политички кризи, пожари, загадување во Скопје и така натаму, и кога реално владата на Христијан Мицкоски висеше на конец, плюс оние настани во Кочени, плюс дискотеката и така натаму, имале контакти со меѓународна заедница, имале контакти со внатрешни структури и сили во ВМРО-ДПМН, имале контакти со Али Ахмети, имале контакти со други политички партии, со исклучок на Зоран Заев и на Венко Филипче во Република Македонија, и се подготвувале во услови на полош резултат на Мицкоски да се случи нешто на Конгресот на ВМРО-ДПМН. Тоа е сега адаптирано, но тоа не значи дека е трајно заборавена целата таа операција. Во еден временски период ќе биде повторно на послужавник или на маса извадена и ставена целата таа операција. Сума сумарум, Христијан Мицкоски се спаси на Конгресот декември 2025 година, ќе добие нов 4-годишен мандат, веројатно според сегашните статутарни одредби на статутот на ВМРО-ДПМН последен мандат, и ќе се обиде во една иста точка да ги спои председателски избори 2029 година, да ги помести неколку месеци наназад локалните избори 2029 година во Република Македонија, и ако може да натанкира мандатот премиерски, да му биде со некаде траење 1 до 2 години, значи да нема предвремени избори наредната година, туку можеби понаредната година, кога ќе почне притисокот врз Мицкоски ВМРО-ДПМН и кога ќе почне да се гледа намалување на рейтингот на ВМРО-ДПМН, тогаш тоа да го прекини, да го прекрати со некои предвремени избори. И Бранко Црвенковски, кога заминува на председателска функција, тоа го прави на половина мандат после 2 години, после победата на 15 септември 2002 година. Вучич го прави тоа исто така, тоа го правише Никола Груевски. Се ми се чини дека Христијан Мицкоски, ако може да избира, тогаш ќе има предвремени избори 2027 во споредба со 2026 година, но тоа се само работа на финеси, дали 2026, дали 2027 година ќе имаме предвремени избори во Република Македонија. Во моментот ние сме сигурни дека ќе има само едни избори кои се битни и клучни за Република Македонија идната 2026 година, тоа се парламентарни избори во Унгарија, каде што виси на конец власта на Виктор Орбан. Во зависност од проценките ќе се спаси или нема да се спаси Виктор Орбан, можно е да се очекува предвремени парламентарни избори и во Република Србија, па дури можеби и председателски избори и во Република Србија,
и во Република Македонија. Не председателски, не локални, туку парламентарни избори во Република Македонија. Бидејќи ако Александар Вучич предпостави дека Виктор Орбан може да изгуби на избори во Република Унгарија, тогаш знаете ќе се засили притисокот врз Александар Вучич. Тогаш Александар Вучич не сака да гледа на графчиња или да рескира евентуален пораст на Виктор Орбан, тогаш маđарите во Војводина или некои други структури кои се под контрола на Виктор Орбан, одредени линкови со Доналд Трамп, одредени линкови со Руската Федерација, може да го направат нефункционално или не толку стабилно владењето на Александар Вучич во Република Србија. Во услови кога Виктор Орбан може да изгуби власта, ако Александар Вучич почне да размислува за предвремени избори во Република Србија, веројатно за предвремени избори во Република Македонија ќе размислува и Христијан Мицкоски. Дотолку повеќе што Христијан Мицкоски ќе чека што ќе се случи во Унгарија, за да може да влезе во еден процес на можно расчистување напред во ВМРО-ДПМН, одредени проунгарски структури или блиски на Виктор Орбан, блиски на Никола Груевски, бидејќи тоа е суштинскиот конфликт. Никола Груевски и контрола на ВМРО-ДПМН на страна Никола Груевски и Христијан Мицкоски. Две лидерски структури, Никола Груевски 5-6 години надвор од Република Македонија, Христијан Мицкоски со веќе победени 3-4 клучни изборни циклуси во Република Македонија, битка за превлас кој во наредните 4 или после 2029 година ќе владее со ВМРО-ДПМН и со Белата палата. Во услови ако Виктор Орбан замени во политичка пензија, тогаш тие проорбан структури во врвот на ВМРО-ДПМН ја губат својата сила, ја губат својата тежина, се намалува моќта, се намалува влијањето на Никола Груевски, тогаш Христијан Мицкоски, без разлика како ќе помени конгресот декември во Кавадарци сега за 10 дена, може би после конгресот да влезе во одредени процеси, наменување министри, одредени реконструкции на влади, одредени реконструкции во врвот на ВМРО-ДПМН. Сума сумарум, ќе зависи од Виктор Орбан. Гледате, Александар Вучич се клучни две работи. Кога ги читате овие опозиционери во Србија, тогаш главниот гнев или акцент на нивното незадоволство е тој Чачиленд или кампот кој е направен во центарот на Белград пред председателската палата на Андрича Венац или како се нарекува таа адреса кај што се наоѓа резиденцијата или председателската палата на Александар Вучич. Кој ќе анализирате сите протести, сите форми на шарена револуција, вклучително и тука во Република Македонија, го гушка градскиот трговски центар. Клучно е да се освои центарот на главниот град и подоцна од центарот на главниот град одредени сили, структури, центрипетални, центрифугални сили да ја шират, да го шират ракописот на промените и низ другите градови, дали во Република Македонија, дали во Република Србија, дали во Република Унгарија. Александар Вучич, анализирајќи ги тие процеси, дека е клучно да се го обезбеди владењето во центарот на главниот град, го прави кампусот или кампот на тие чачи структури или Чачиленд во Белград. Затоа во моментот кога е Чачиленд направен во Белград, во наводници се спаси власта на Александар Вучич. Тоа не значи дека таа има долг рок на траење, меѓутоа сега за сега успеа да излези оштетена, сериозно оштетена со Александар Вучич во една ситуација како што не бил изминатите 10 или 15 години, меѓутоа сепак ќе држат власта во Република Србија. Во Република Србија избори ќе има, може би февруари, за да може да го претарка Виктор Орбан. Ако процена дека Виктор Орбан сигурно губи во Унгарија, тогаш со огромна доза на веројатност има предвремени избори, дали председателски, дали парламентарни во Република Србија. А се ми се чини дека Христијан Мицкоски во моментот калкулира дали да чека победа или да чека пораз на Виктор Орбан. Се ми се чини дека во моментот пораз на Виктор Орбан, на Христијан Мицкоски во внатрепартиските релации многу повеќе му одговара, а на некакво премиерско ниво, на некакво државотворно ниво, му одговара победа на Виктор Орбан. Бидејќи ако победи Орбан и победи Вучич, тогаш тешко ќе може да биде сменет Христијан Мицкоски. Еве, сега ќе оскрием името на фирмата, нели, да не го објавувам името на фирмата. Еве како изгледа. Се надам дека ќе може тука да видите како изгледа метадонот кој е фатен во Унгарија. Пардон, каладонот кој е фатен во Унгарија, на кафетин, беналгин, коалицијата во Република Македонија. Си пишува убаво на руски јазик, раствор, приема внутра, 10 мг цртичка мл, метадон, гидрохлорид, лекарствија, средства и така натаму, све се тоа на руски напишано. Шпедицијата ја прави фирма од Срумица, начело на таа фирма е жена со потекло од Кавадарци.
не е во роднински односи со Аца Лукас, бидејќи главна тема во Република Македонија е Аца Лукас, неговото приведување, неговото протерување и преки на неговиот концерт во кафичот Рома, ми се чини во Кавадарци. И ако се точни информациите на ова Хајп ТВ, кој е во собственост на менаџерот на Аца Лукас, дека наводно, велам, ако се точни тие информации, дека блиски роднини на градоначалникот Митко Јанчев биле присутни вечерта во кафичот Рома каде што пеел Аца Лукас, знаете, тога се постава прашањето, па тие негови блиски роднини дома пијат пелистерка, не пијат кожувченка. Значи, гледате, какво до апсурд е донесено целото владење и на Мите Сода Вода, и на ВМРО ДПМН. Знаете, кога се обидуваат да направат тие се нешто тука, Джеймс Бонд, Робин Худ, па нема да се повтори Кочени. Како Кочени да се случило во мандат на некоја друга влада, не на ВМРО ДПМН, после 10 месеци владењето на ВМРО ДПМН, не се случи Кочени. Тоа не се случи во време на СДСМ или во време на ДУ или не знам, во време на Бранко Црненко, се случи во мандат на Христијан Мицковски, во мандат на Панче Тошковски. Така што видовте како изгледа овој каладонот кој го фатија во Унгарија, фатене од страна на американски структури, ги снимиле, ги документирале, сите ние знаеме кој стои позади тоа, сите ние знаеме колку пари се вртат. Дел од избрканите во таа Бен-Алгин коалиција се во кумовски релации, тоа е двојно купство. И патриархот на таа Бен-Алгин коалицијата е кум на овој што е фатен и што е избркан, и тој што е фатен, тој е втор човек, трет човек во структурата на целата таа коалиција, во кумовски релации со патриархот на таа коалиција, така што тука е најтесниот круг на таа кафетина, односно Бен-Алгин коалиција. Сума сумарум, кој ќе ги чистат, купче ќе ги чистат, или купче ќе ги легнат, ќе ги седнат, ќе ги клекнат на пченка, и така купче, сите како хор, ќе пеат дека треба да има уставни измени во Република Македонија. Може тоа и да не се случи, но тогаш како хор ќе пеат некои други стихотворби, некои други песни, кои нема да бидат како оние виенски концерти на виенските млади деца во Австрија. Значи, ако го имате ВМРО, кој има минус 140.000 гласови во споредба со парламентарните избори минатата година, и таков ослабен ВМРО ДПМН е победник апсолутен на локалните избори, тоа не значи дека ВМРО ДПМН е добар. Тоа значи дека другите политички субјекти се многу слаби. И тоа ќе трае до оној момент додека некој или дел на тие политички субјекти или некои нови политички субјекти станат доволно силни за да може да го поразат на ВМРО ДПМН. СДСМ, Зоран Заев и Венко Филипче направија се да бидат доволно слаби и така ослабени од ВМРО ДПМН за 140.000 гласови да биде апсолутен победник на локалните избори. Сега има некои шпекулации дека во најтесен круг на луѓе околу Венко Филипче се разгледува тезата СДСМ да биде сведена на некои 7, 8 до 10 пратеници и така намалена СДСМ со некои 7, 8 до 10 пратеници во континуитет цело време, без разлика кој губи, кој победува на изборите, те да бидат составен дел на било која владина коалиција во Република Македонија. Ако тоа е стратегија и ако тоа се оствари, тоа ќе биде најпогубното нешто што може да се случи на СДСМ и на белата, односно зградата на Бихачка, која сега е контролира Струмичкиот клан, Зоран Заев и Венко Филипче. Има неколку кандидати да го заменат Венко Филипче. Игор Ивановски Шема, Андреј Петров, тоа се два играчи. Градоначалникот, победникот на општина, на изборите во општина Центар, тоа е Горан Герасимовски, и имаше една анализа или една шпекулација дека кандидатот на локалните избори во Куманово, кој беше поддржан од структурите на Оливер Спасовски, таму имаше 3 кандидати, Максим Димитриевски, кандидат Мартин Косовски поддржан од СДСМ и Венко Филипче, кандидатот Дуро на Оливер Спасовски, дека на Иван Стојлковиќ, кој е дел на владината коалиција, му замеруваат дека српските гласови во вториот круг на изборите ги ставил на конто на кандидатот на Оливер Спасовски и дека ако победил тој кандидат на Оливер Спасовски, тогаш ќе била многу поизгледна лидерската смена на чело на СДСМ. Тој би бил замена за Венко Филипче. Нешто слично се случуваше 2021 година, кога Зоран Заев веќе размислуваше, веќе имаше донесена одлука да ја напушти лидерската позиција на СДСМ и премиерската функција, но клучно беше Петре Шилегов да изгуби на изборите во Скопје
и кандидатот на Оливер Спасовски да изгуби на изборите во Куманово. Ако не се случеше пораз на Шелегов или пораз на Оливер Спасовски или кандидатот на Оливер Спасовски, тогаш тие Оливер Спасовски или Петри Шелегов ќе го замене Зоран Заев на чело на СДСМ. Во услови кога тамо се случува катастрофален пораз, Димитар Ковачевски доаѓа на чело на СДСМ. Петри Шелегов заборев. Петри Шелегов исто така кандидат да го наследи Венко Филипче. Што е сега заедничко за сите овие кандидати? Никој од нив не бара оставка на Венко Филипче, никој од нив не ја номинира јавно пред македонските граѓани и гласачи својата кандидатура да бидат идни лидери на СДСМ, и сите тајно коалицират со Зоран Заев, надевајќи се дека Зоран Заев ќе се разочара од Венко Филипче и дека Зоран Заев ќе влезе во процес на менување на Венко Филипче. Кој ќе биде лидер? Па тој што ќе се договори со Зоран Заев. Дали тоа ќе биде Петри Шелегов, дали ќе биде Оливер Спасовски, дали ќе биде Андри Петров, дали ќе биде Игор Ивановски шема. Во услови кога вие не разбирате пораката на времето, дека треба да расчистите со Зоран Заев, а не Зоран Заев да го придобиете на ваша страна и тој да го смени Венко Филипче, јас не очекувам дека во таа партија може да думнат некои ветришта кои може да го загрозат владењето на Христијан Мицкоски. Ај направете сега одредена анализа. Партијата Знам на Максим Димитриевски е присутна во власта, но главната тежина е Куманово, каде што Максим Димитриевски е градоначалник на градот Куманово. Значи локална власт, и на ниво на локална власт тие коалицираат со ВМРО ДПМН, кој има апсолутна власт и на локално, и на председателско, и на парламентарно ниво. Истата ситуација имате сега кај Влен или кај коалицијата Вреди. Билал Касами градоначалник на Тетово, Изет Меджити градоначалник на Чаир. Вреди веќе нема играч во структурите на владата на Република Македонија. Значи Максим Димитриевски е застапен со генералниот секретар, застапен е со Филков министер за правда кој може да биде реконструиран, меѓутоа клучниот играч не е дел на власта, туку е шпицен градоначалник на Куманово. Изет Меджити сега шпицен градоначалник на Чаир, Билал Касами е шпицен градоначалник на Тетово. На тој начин ВМРО ДПМН нема силни коалициони партнери со кои ќе ја дели власта, како што беше Артан Груб или како што беа некои други структури од шинелот на Дуи, во влада со ВМРО ДПМН или во влада со СДСМ допред една година. Сега ниту Влен, ниту Вреди, ниту Знам на Максим Димитриевски немаат силни играчи на централно ниво. Со спуштањето на Изет Меджити и претходно Арбен Таравари, кој сега е ни риба ни девојка, ќе има некое прегласување, ќе има нови избори во Гостивар. Гледате, нови избори се покажа една или две работи дека албанците не се толку мнозинство во Република Македонија како што правеа приказни изминатите 30-35 години, не може да излезат на избори во Гостивар, не може да имат регуларни избори во Гостивар. Гостивар е вториот, третиот во наводници албански град во Западна Република, во Западна Македонија, така што во таква ситуација, кога Мицкоски е апсолутен лидер и има апсолутна власт во централно ниво или во владата на Република Македонија, Влен или Вреди во наводници не можат да ги бранат албанските интереси во таа влада. На тој начин Мицковски сега создава еден терен, дали со некоја друга Дуи, дали со реформирана Дуи, дали со одредена структура надвор од чинелот на Али Ахмети, дали со Али Ахмети без сегашното раководство под Али Ахмети во структурите на Дуи, бидејќи Али Ахмети во моментот има единствен или најкрупен сериозен проблем, а тоа е пратеничката група. Со така составена пратеничка група, каде што се вратени овие огнените момци, Муса, Џафери, целата таа структура, тој расчистува со непосакуваните играчи на локално ниво, Буер Османи, Фатмир Дехари и така натаму, но му останува пратеничката група која е камен околу ногата на Али Ахмети. Сума сумарум, во сегашен момент, на ниту еден политички субјект не му одговара да има предвремени избори во Република Македонија. Влен или Вреди имат локална власт, немат исторен играч на централно ниво, преку кој ќе биде препознаена таа коалиција или таа сега лабава коалиција би прераснала во некаков политички субјект. Али Ахмети има проблем, нема ништо да прави се додека не расчисти со пратеничката група, ќе чека додека не се создаде моментумо да расчисти со пратеничката група и тогаш може да влези во некакви политички или партиски калкулации, да бара предвремени избори, да бара оставка на Мицкоски, така натаму. Христијан Мицкоски секош ќе му биде прашалникот над главата, што ќе прави со тие минус 140.000 гласови. Има сила Груевски, нема сила Груевски, што ќе се случи со Вучич, што ќе се случи со Виктор Орбан.
Венко Филипче ќе чека што ќе каже газдата од Струмица. Во такви услови, кога на никој нема одговара предвремени избори во Република Македонија ќе живее под прашалникот. Странците ќе го притиснат Мицковски или ќе чекат начело на ВМРО-ДПМН 2028-2029 година да дојде некој нов Мицковски. Многу е битно што ќе се случи во Србија. Гледате тамо нафтената индустрија низ Нови Сад, најверојатно ќе биде продадена на некакви арапи, демантира, па потврдува Вучич, така натаму и така натаму. Гледате, не е проблем нафтената индустрија во Бугарија што е продадена во руски раце и преку Бугарија тие руски нафтени компании се всушност присутни на европскиот пазар или на пазарот на Европската унија. Туку е битно нафтената индустрија на Србија дали ќе биде во руски или ќе биде во арапски раце. Се го рече дека меѓународната заедница прифаќа руско влијание во Бугарија, бидејќи во Бугарија не може поинаку да се функционира. Последните 150 години Бугарија е поделена на западен дел преку кралската или царската династија и КГБ структурите, кои преку Русија, Руската федерација, после победата во руско-турска војна тамо некаде пред 150-200 години, добиваат мандат да може да се мешаат или да ги диктираат условите во православниот свет. Точката преку која во најголем дел овие 150 или 200 години делуваат русите е токму Република Бугарија. Тоа е значи под број 1. Под број 2 има експо за 3 години во Република Србија, каде што ќе се потрошат повеќе од 20 милиарди долари. Според некои проценки повеќе од 30 милиарди долари. Александар Вучич не може да се повлечи од власта, бидејќи овие структури полуполитички, полутајкунски, полумафијашки, кои тоа ги има создадено, или тие толку многу нарасна во време на неговото владење, што сега и да сака да се повлече Александар Вучич, тие нема да му дозволат. 1 метар квадратен земја на територијата кај што ќе се прави експо, од 100 евра сега е зголемено на 1300-1400, значи повеќе од 130-140%. Значи огромни пари се прават таму. И докато тие пари не се свртат, дека не трнат на страна 1, 2, 3 или неколку милиарди долари и ги поделат помеѓу себе Вучич и неговите луѓе, во Србија нема да има промена на власта и тоа е веројатно пазарот кој Вучич го прави со меѓународната заедница. Што за возврат ќе даде? Дали нафтената индустрија Србија, дали луѓе на Трамп преку арапски држави ќе влезат? Што на тамо на барабанот ќе биде ставено и што ќе биде подарено или ќе биде поклонето, ќе покаже времето. Но луѓето на Вучич ќе ја пуштат власта, дури од кога ќе ги поделат парите, поврзани со експо во Белград и во Србија, и дури од кога ќе направат линкови со опозицијата која треба да дојде на власт во Република Србија. Има некои сличности помеѓу Македонија, владењето на Христијан Мицковски, и Србија, владењето на Александар Вучич. Структури на БИА, значи безбедносните структури под контрола на Александар Вучич, тамо на сел глас со мегафони, преку телевизија, преку портали, ја пласира тезата дека лидерот на опозицијата Джилас е омилен опозиционер на Вучич и дека Вучич има дел со Джилас, го контролира Джилас и прави што сака. Знаете, кога ќе ја продаат таквата приказна, тога студентите имаат проблем како да се врзат со Джилас или со некаква политичка структура, да имат политичка некаква кровна конструкција и преку таа кровна конструкција да влезат во процес на менување на власта на Александар Вучич, па нешто слично имате тука во Република Македонија. Тука е Зоран Заев и Венко Филипче. Се дека Зоран Заев и Венко Филипче влегуваат во филмот на Христијан Мицковски, дека се договорени со Мицковски, дека се купени од Мицковски, дека се уценети од Мицковски, ниту еден граѓански субјект или граѓанско незадоволство, кочени или било што друго, нема да може да биде врзано со опозицијата, бидејќи зошто би се врзувало со опозицијата, кога таа опозиција е договорена или купена од власта на Христијан Мицковски. Така што сума сумарум, ние во голем дел ке зависиме од Белград, од Вучич, од Српска православна црква, од српски свет, но во најголем дел. Главната битка ќе биде како бугарите ќе влијат на политичките процеси да не бидат усвоени уставните измени во Република Македонија. Ајде завршиме. Што правеше Александар Вучич некаде на почетокот на ова или крајот на минатата година, кога веќе беше јасно дека тие протести по српските улици, по белградските улици ќе станат толку силни, што ќе му биде тешко да ги исконтролира. А неговата СНС партија е толку компромитирана и толку девастирана, што тамо нема субјекти, нема играчи, па и самата партија е толку девастирана што не може да му послужи на Александар Вучич во битката со студентските протести.
тогаш најави формирање на ново политичко движење, нов политички субјект кој ќе биде тесно или најтесно поврзан со Александар Вучич. Значи, тој нема да биде председател на СНС, ја остапи таа функција, туку ќе биде начело на едно ново политичко движење кое може да инкорпорира СНС, меѓутоа СНС да не биде исторен играч. Па нешто слично ќе се случи во Република Македонија, тоа што ви го најавувам. Сојуз за Македонија, реминисценција, реконструкција или нов живот на некако сојуз за Македонија, кај што СДСМ нема да биде носечки столб, туку дел на некаков процес, но да биде СДСМ дел на некаков процес, мора да има таму смена. Смена во СДСМ не можете да правите со помош на Зоран Заев. Смена во СДСМ може да правите само ако од Бихачка го избркате Венко Филипче и Зоран Заев. Ова беше нашата вонредна политичка анализа, ново дружење, недела 22 часот. Ми се чини дека ќе имаме одлично интервју. Треба за 1 или за 2 дена да го сниме, пред време ништо да не кажам. Ново дружење, нова вонредна анализа, вторник 20 часот и 30 минути до вторник недела. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.